А Охрид го одбележа ликот и делото на големиот поет Григор Прличев, личноста која според проучувачите на неговото дело била патоказ за сите наши преродбеници. Прилог на колегата Сашо Миловски. И по 133 години од смртта на големиот поет и преродбеник Григор Прличев, љубениците во опишуваниот збор се восхитуваат и инспирираат од неговиот величенствен лик и неповторливите поеми, поради кои бил нарекуван втор Хомер. Дека неговото дело има вонвременско значење, покажува интересот и на современите македонски поети да пишуваат во духот на Прличевото пеење, со цел да ја добијат престижната награда која го носи името на ловороносецот. Името на Григор Прличев е еден од основните столбови поетски духовни на нашето постоење. Тој бил полиглота, но имал еден дом. Го имало во Охрид, во Охридска земја, ја имал македонската словенска земја, сега ја има Македонија. Значи, инспирацијата за Прличев е отворена и таа ќе трае. По добивањето на наградата за најдобра поема на големиот атински конкурс, Прличев имал можност да стане познат европски поет, но тој се враќа во својата таткоина, како што го нарекува Охрид, трага по својот идентитет, поради тоа што го почувствувал на своја кожа од грците и бугарите. Во 1868 година заминал во Цариград, каде што пишува кратката словенска граматика, во која тој се занимава со едно словенско есперанто, замислувајќи дека тој јазик ќе може да биде употребен и разбран меѓу сите словени, особено на Балканскиот полуостров. Враќајќи се во Охрид по смртта на Миладиновци, животниот пат и делото на Прличев отишле во една поинаква насока, но без неа Охридскиот 19 век ќе беше сосема поинаков од она што сега го проучува научната фела.